Prijateljicide i dušmanite, Bog da gi bije i ubije. Hodošite i javičarite, mila Makedonijo, onih stradašnih, osvojite izrodi makedonski. Mila Makedonijo, onih stradašnih, osvojite izrodi makedonski. Poštovani slušatelji, ќе се послужам за мојот осврт денес на Македонската радио програма со приказните на Коловозов, Ѓорѓи Колозов. Знаете дека тој во една приказна кога е како крал и бара лек за да се излечи, екимот му нуди оди, го бара најдобриот еким. Екимот е лекарот, нели, во тие времења, во турско време, за да го излечи кралот или царот, тогаш е во улога на цар. Тогаш Ванчо да ја игра улогата на еким, оди и за болештината му нуди на царот рицино масло. Што ти е, царе? Ете тоа ми е. И овој му вели, еве да видам во книгата, пишува во Китапот, пишува рицино. Рицино. И друго што ти е? Па ме болат градите, не можам да се дишам. Да видам за тоа каков е лекот. Рицино. Рицино масло. И царот изненаден, знаете што е рицино, знаат што е, особено македонците од егејскиот дел на Македонија, кои за време на граѓанската војна и Втората светска војна во егејскиот дел на Македонија, грчките фашистички власти им даваја рицино масло. А рицино масло е многу опасно, тоа ќе ги, сите знаеме што е, дека ќе ги извади и црева, и джигери од стомакот, доаѓа и до умирање. Затоа јас велам да не должам понатаму. Моето обраќање кон вас ќе биде рицино масло за политичарите во Македонија. Лекот Македонија да обстане е само рицино масло за тие политичари кои уште од самата независност. Најнапред морам да кажам дека кога се прогласи независноста на Македонија или пред да се прогласи независноста на Македонија, се повампирија одлуките на Берлинскиот конгрес 1878 година. Пред тоа беше Сан-Стефанскиот договор и голема Бугарија, која излегуваше некаде до Корча и понатаму целокупна Македонија на Егејското море, а во исто времено Австрија, под закрилата на Австрија, во Призрен албанските активисти одржаа Призренска лига, со која бараја целокупна Албанија, што во 1912 година добија дел, онај што е сега Република Албанија, а потоа Косово и, како што знаете, западниот дел на Македонија веќе е и тој на некое скоро дотаму е, докај што е сега. Рицино, зошто велам рицино? Затоа што во 1992 година македонските политичари во тоа време, наместо да отидат во Обединетите нации да побараат признавање на Република Македонија, тие отидоа во Европската заедница, тогаш се викаше Европската заедница, да бараат признавање по примерот на Словенија и на Хрватска. Меѓутоа, нашите политичари беа одбиени
а пак одлука беше донесена во Португалија, во Лисабон, знаете, во Лисабонската одлука беше во името на Македонија да не се содржи името Македонија, да не постои зборот Македонија. Таа беше една голема грешка на македонските политичари, што не отидоа во Обединетите нации директно да го попараат признавањето, туку отидоа по комшилукот. Затоа велам, за такви политичари требаше рицино. И сега треба, затоа што и од нив уште се живи, како Стојан Андов и Фрчковски, Бранко Црвенковски и така натаму. Потоа, под притисок на тие големи сили, во 1995 година, знаете дека се направи атентатот на председателот Киро Глигоров и за да се убие одма, истиот ден се спремаја вечерта, Глигоров умираше во Париз некаде, Стојан Андов свика состанок на собранието другиот ден и дојде до промена на уставот на Република Македонија. Чинам член 49 се откажа од малцинствата во соседните села и исто така, ако се сеќавате, го сменаа нашето сонце, ова кое го имам позади мене овде, се откажа од знамето на Република Македонија и беше донесен вентилаторот за атентатот на Глигоров или за тие брзи одлуки наеднаш председателот да има атентат, да умира во Париз, во Франција да го лечат, а другиот ден ни око да не им трепни на овие во собранието, тие го сменаа уставот, го сменаа знамето со двотретинско мнозинство и затоа за нив треба рицино. Треба се лечат тие со рицино масло. Сега понатаму нас пред тоа не примија во Обединетите нации со скратеницата ПЈРМ или ФИРОМ, име кое означуваше дека ќе преговараме, разговараме, односно за тоа име и кое траеше бескрајно до променувањето во Северна Македонија. И за таа одлука сметам дека треба да се даде рицино масло. Рицино масло да се лечат овие што се останати, а тие што се починати, нема да кажам лош збор сега, затоа што не ми личи. Во тоа паралелно растеше албанскиот национализам, се прогласи Илирида, потоа се случи, ако се сеќавате, 97 година, дали беа организирани или не беа организирани, јас не можам да тврдам, симнувањата на македонските знамиња во Тетово и во Гостивар, па дојде до судар на македонската полиција со албанскиот национализам, организатори, знаете кои беа, градоначалниците, имаше и паднати жртви за тоа, што жалиме, но дојде до таков судар, а тие го симнаа знамето, имаше и барање за отворање на албански универзитети. Како што знаете, со текот на времето веле дека не важат, дека се вакви такви се, меѓутоа се накотија 4-5 албански универзитети, етнички универзитети кои не постојат во некои други држави, освен како што е во Македонија. Тоа беше после на интервенцијата во Тетово и во Гостивар. Гледајќи ја состојбата македонскиот народ, исплашен македонскиот народ од овие состојби, ако се сеќавате, почнаа да го менуваат етничкиот идентитет. Од македонци стануваја албанци. Прв тоа го направе Матеја Матејски, академикот, потоа Бранимир, не ми текнува презимето, ако се сеќавате, на ВМРО ДПМН беше еден од главните личности на Љупчо Георгиевски во почетокот. Синадиновски, да. Бранимир Синадиновски има напишано неколку книги, беше врвна личност во тоа време. 98 година, што се случува? Се случува припрема за напад на Југославија од страна на НАТО. И Љупчо Георгиевски наместо да побара услови
за влез во НАТО, затоа што НАТО ќе влези во Македонија да ги користи небото, да ја напаѓа Југославија, ќе ги користи патиштата, мостовите, ќе ги користи воените полиња како Карпалак, тие ги пуштија како деца во лозје да берат грозје без падар, без ништо, и НАТО се влезе во Македонија за понатаму да ни поставуваат услови да го смениме името. Ако тој беше прав државник, ако не беше предавник, како што беше и предавник, јас знаете дека зборував за тоа уште овде кога беше тој, дека е предавник и дека е ништожник, и на крајот се виде. Јас денес не сегам да зборувам веќе затоа што е касно сега да зборувам за Лјупчо Георгиевски. Не се направи ништо, од НАТО немаше никакви услови, влегоа во Македонија, ја нападнаа Србија, се створе она што се разруши Југославија, тогаш беше Сојузна Република Југославија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Србија. Косово го одделија, НАТО работеше со Косово во тоа време, но исто така да се присетиме дека во тоа време излезе и зборот, ако се сеќавате, на Доста Димовска, дека мене не ме интересира ништо од зад Групчин. Селото Групчин е некаде помеѓу Скопје и Тетово, позади Скопје, пред Тетово е, значи не ја интересираше Тетово, Гостивар, Кичево, Дејбар, Струга и така натаму. Доста Димовска. Со таа изјава реагиравме ние жестоко, меѓутоа воопшто никој не реагираше од властот, политичарите, и затоа и за нив треба рицино. За такви личности требаше рицино да се излечат, но не можевме никако ние да се добериме до нив во некаква близина, и секогаш македонските интелектуалци, попаметни луѓе, патриоти, кои се по потекло од фамилии патриотски и така натаму, секогаш беа на маргините на општеството. Знаете дека НАТО ја сруши, тогаш Сојузна Југославија, влезе во Косово, од Косово во Македонија, пред да влезе НАТО таму, од Косово во Македонија влега околу 350.000 етнички албанци, од кои повеќе од половината останаа во Македонија, 150.000, кои Бранко Цренковски им додели таму, или и Лјупчо Георгиевски им доделија 150.000 пасоши, државјанства и така натаму, што се менуваше етничката карта на Македонија во западниот дел. Тие луѓе добија државјанства и пасоши и останаа во Република Македонија, и ден денес чинам дека живеат таму, или да не живеат таму, не е важно, но сепак го имаат тоа државјанство со бегалската криза. После што ни се случи, не се употреби рицино, ни се случи војната. Се сеќавате дека Лјупчо Георгиевски велеше, кога Џинџич му кажуваше дека има терористи, има паралелни војски на границата со Косово и Македонија. Лјупчо Георгиевски, се сеќавам како сега, ви зборувам како сега што ви зборувам, велеше дека тоа се свадбари, дека се ловчи низ Шар планина, но што се случи во Танушевци, паднаа првите жртви, војната почна 2001 година, ја загубивме војната за срам, меѓутоа ние слушаме дека политичарите ја предале, но стотина анонимуси како Али Ахмети ни ги донесоа во Македонија, направија партал од македонската војска и полиција, десетина ги изгореа на Вејце, се сеќавате, кај селото Вејце, потоа на Карпалак, пак кај Бриони, оние двајцата македонци кои беа кренати во воздух невини, па оние мавровските работници, знаете, им се пишуваше учек на грабовите и Албанија и така натаму, но за тоа никој нешто не реагираше. Се потпиша тој
рамковен договор, со кој рамковен договор албанскиот јазик се стекна со 20% во локалната самоуправа да биде и официјален јазик паралелно на македонскиот јазик. И еве дојде до израз она изреката на Доста Димовска, која веројатно била договорена претходно со некои од овие од големите сили, она што зборував за Берлинскиот конгрес, Сан Стефанска Бугарија, Призренската лига, голема Албанија, не ме интересира за Групчин, и во соработка со нашите предавници, за кои треба рицино масло, рицино. Тогаш се сеќавате на Шеќеринска, кога беше референдумот 2004 година, почитувани слушатели, кога прашува Шеќеринска за референдумот дека поставува прашање, таа одговори дека некои прашања не заслужуваат одговор. И со такви политичари како Шеќеринска, Бранко Црвенковски и тие цела тајфа на СДС, да не зборувам, отидоа контра референдумот и се стекна мнозинството, односно референдумот не беше успешен. 2004 година се донесе законот за локална самоуправа и двојазични станаја Тетово, Скопје, Гостивар, Струга, Кичево. Кичево се уште не беше паднато, тогаш мнозинството беа македонци, меѓутоа на Скопје им се придаде селото Арачиново со над 10.000 албанци и стана двојазично, додека Струга го преклучија Лабуниште, селото кон Струга, и тоа стана двојазично, се загубе Струга како македонски град, се загубе исто така и Скопје и стана двојазичен. Во тоа време 2008 година, сакам да ви кажам дека се потпиша првиот договор на Илинден, или после Илинден, беше на 3 август, беше двојазичноста во Македонија, да се признаат тие локални закони. А пак Кичево падна во договор помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН 2011 година. ВМРО добија тројца пратеници како Милорад Додевски и оние двајцата други, Саздов од Америка и Минчев од Италија, но за возврат 12 година Кичево да влези во составот на ДУИ. И се сеќавате, со Кичево раководеше командантот Дехари, а со Гостивар раководеше командантот Бејта, а со Тетово раководеше командантот Али Ахмети од Мала Речица. А ние ја баравме нова, односно голема Македонија со главен град во Солун по лагите на Лупчо Георгиевски. И тогаш воопшто на македонците не им паѓаше на памет, кога зборувавме дека Грција има толкава војска, дека Грција е членка на НАТО, дека колкава е важноста на НАТО. Но 80%, 90% од македонците не знаеа што значи НАТО и која е силата на НАТО. Но за жал тоа се случи. Понатаму разнебитувањето од македонските политичари пред се, и затоа велам рицино, само рицино за македонските политичари и сега. 2011 година се донесе знамето за албанското знаме од соседна држава да биде официјално знаме во Македонија. И сега се вее, кога одите од Скопје во Охрид, мислите дека тоа е албанска држава и да не правиме муабети за тоа. Потоа законот за проширување двојазичноста, собранието стана со слушалки во Република Македонија и, што е најважно, на терористите им се даде амнестија, на Али Ахмети, на овај Талат Џафери и така натаму. После под притисок на големите сили се случија Пражино 1, Пражино 2 и 3, го се притискаше Груевски, го истераа, го протераа Груевски со шарената револуција, со соросоидите и така натаму. Груевски требаше да отстапи од позицијата, нелегално, антиуставно и така натаму. На негово место, не се сеќавам кој беше, 3 месеци требаше да биде од опозицијата ставен, или пак беше, не се сеќавам, ќе ми простите, кој дојде на таа позиција како премиер од опозицијата, за да не дојде до местење на резултатите како што велеа тие. Потоа знаете што ни се случи, референдумот
2018 година. Ние победивме, меѓутоа на 17 април се случи она што се случи во собранието во Република Македонија, се избра Талјат Џафери се избра за председател на собранието и се изгласа двотретинското мнозинство со неколку со 8 предавници од ВМРО ДПМН и за тоа треба пак рицino 120 суртуци наместо да направат проблем бела таму и така натаму. Не се дојде до тоа. Значи не се употребе рициното масло, барем рицино да употребе ако не некој камен или некоја јајце, или ако не се истурка, барем да се истуркаше. Понатаму, кога дојде Зоран Заев на власт, знаевме како дојде на власт, незаконски, насилно, она што му даде председателот во тоа време, ништо тоа не беше испочитувано и склучи на 1 август склучи договор добрососедски со Бугарија. Знаеме кои се резултатите од тоа денес, а пак на 17 јуни 1918 година го склучи преспанскиот договор во Нивици. Со тоа комплетно се смена името на државата, се ништи придавката за употреба на македонски јазик, на македонски балет, македонски театар, македонски фудбал, македонска репрезентација и така натаму. Се обезличи, се смена уставот, направија промени од македонски народ, нас не направија во заедница и сега е Македонија држава на заедница, на племиња и така натаму, со тоа што го извадоа асном од уставот. Вадејќи го асном од уставот, значи се вади државотворноста на македонскиот народ како носители на државата на независна Република Македонија и сите оние борци кои се изборија, знаеме дека во борбата за слободна Македонија најмногу жртви, најмногу учествуваа македонскиот народ. Ниту беа албанците со нас, ниту беа ромите, ниту пак беа бугарите, ниту пак беа некои други кои сега бараат да бидат вместени и сместени во уставот. Последното сега што треба да го направат е да ни ја променат историјата со Бугарија, да бидеме од 45 година некаков народ наваму и тоа ќе го направат почитувани слушатели, затоа што не употребуваме рицино. Вие видовте дека на кралот Чарлс на ушлинот со јајца маваја пред неколку недели, пред тоа мајка му 70 години беше кралица, па со јајца фрлаја понезе во... Ние едно јајце не фрливме на Зоран Заев. Ние исто така треба да бидеме повнимателни и да употребуваме посилно и посилно рицино. До слушање од Ицо Најдовски Перин, имајте убава вечер и секое добро.